Здраво, Македонијо! Време е за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Домакините и нивните противници, денешните предизвикувачи се веќе подготвени, се што останува е да ги повикаме и да седнат во нивните надпреварувачки кабини и да си започнеме со надпреварувачкиот дел. Па, да не должам повеќе, прво ќе ги повикам секако домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Мајк и Филип. Повелете! Здраво, Мајк. Здраво, Филип. Како сме? Одлично. За последен пат. Денеска точно пети и последен пат во овој серијал за оваа сезона. При крајот на сезоната сме што значи дека ќе може да се дружиме веќе за некој месец повторно. Здравје. Да, здравје Боже. Тили ќе ви се уверни многу се пари, многу земавте, па ќе не знаете каде да ги потрошите и дури за 2 години ќе се видиме. Може. До тогаш ќе ги трошиме. До тогаш ќе ги трошите парите, така. Гледам расположени како и секогаш. Знаете, денеска нови противници, ништо не ви менува тоа, затоа сте дојдени тука, нели, да се забавуваме, да се наградуваме, да се тестираме. Така. Да не сакате да додадете нешто, како за пети последен пат во листа за 300? Тоа е тоа, мислам. Тоа е тоа, поздравени се сите што треба да се поздравени, парите се земени што треба да се земени. Си зацртавте некоја цел без колку пари не би си отишле вака од листа за 300? Би сакале да имат 4 цифри. 4 цифри да има би сакале. Супер. Ми се добаѓа вашиот план, се надувам дека ќе ви се оствари, но како што реков, имате нови противници, опасни квизаджи. да. Па ќе видиме што ќе се случи. Во секој случај, честитки за се до сега. Фала. Така, продолжувате како домакини, што значи ваша домакинската кабина, повелете. Фала. А секако, тука се и нивните противници. Денешната улога на предизвикувачи им припадна на Антонио и Горан. Повелете. На малечкиот Антонио. Здраво, мале, како си? Одлично, големи, супер. Фала ти, благодарам. Ајде. Расположени денеска за игра? Па да, да помине редот еднаш годишно да се појавиме. Така, Тоа е еднаш тоа, годишно да се појавите, да ни ги земете парите и да се отидете. Баш ќе ги знам и луѓето што победија и 4 Мајк и пати. Филип. Океј, се добро знаеме, добри дечки, така да интересно мислам ќе биде, да. Ќе биде интересно Да, денеска. да. Ми се допаѓа тоа. Горан, ти како си? Добро. Во добро расположение? Расположение. Да, денеска даваме максимумот, ќе пробаме да ги стимнеме од тронот, но и на самиот крај имаме едно изненадување за вас, но за тоа при самиот крај. Добро. Да не Сигурно. растураме калимерата. За крај. Што е сега, да. Изненадување да се на крај сега. Точно така. Дали сме подготвени да не сакате да додадете нешто? Ја мислам дека луѓето добро ве познаваат кои што... Да додадеме вредност, така? Да дадеме вредност, да. Не, добро, све, океј, не знам, мислам, доволно и... Ја мислам луѓето кои што гледаат Да. квизови добро ве познаваат, нема потреба Поздрав до сите да... што не гледаат. Да, еве и од мене голем поздрав до сите што не гледаат. Горан, ти да не сакаш да додадеш нешто? Немам што да. Да. Ке си ги чуваме зборовите Ајде. сам натред. Така. Горене, не ми останува ништо друго, освен да ви посакам многу среќа денеска како предизвикувачи, ваше предизвикувачката кабина. Ајде. Мајк и Филип, односно Антонио и Горан, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, останува уште да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму со листа за 300. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, а Антонио и Горан, дали се слушаме? Да. Одлично. Да, супер. Не треба да ви повторувам, ако имаме некаков проблем, ќе ви кажете. Ако нешто не е јасно, ќе го разјасниме. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и кабината на предизвикувачите. Мајк и Филип, дали се слушаме? Одлично. Одлично, за пети пат и последен во оваа сезона. Дали имам зелено светло да стартуваме? Може. Ете, драги гледачи, од нашите домакини, Мајк и Филип, што туку добивме информација дека се е во ред со кабините и дека може да започнеме во секој момент, па да го искористиме тоа и да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: женски имиња што завршуваат со ана, односно АНА.
Извор, сајтот на Државен завод за статистика. Бараме женски имиња од најмалку 4 букви кои завршуваат со ана, односно АНА, и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жителки. Ќе ви дадам еве една мала помош, доколку баравме женски имиња кои што завршуваат на ина, Валентина ќе беше точен одговор. Значи ги бараме оние женски имиња кои што завршуваат на ана. Дали ни е јасна темата, мајки Филип? Да, не е битно колку букви, така? Од 4. 4 минимум плюс, 4? да, минимум добро, 4 Не може букви, да. Ана. Антонио и Горан, дали ни е јасна темата? Само внимавајте од 4 букви нагоре. Че да завршуваат на ана. Да завршуваат на ана. За жал ана името не можеме да го играме. Затоа што се 3 букви само, но веруете ги има доста. Знаете, драги гледачи, дека при првото лицитирање први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи денеска во таа улога се Антонио и Горан. Ќе ве молам прво да исклучиме кабината на домакините, а нормално Антонио и Горан нека се консултираат, нека се договорат, па кога ќе имаат бројка, нека ја споделат со нас. 15. Стартуваме со 15. 30. Мајк вели 30. Триесет и две. 32. 33. Едно повеќе 33. А, 35. 35. 36. 36. 37. 37. Колку кажа 37? Да, 37. Ајде 38. 38. Нека кажуваат. Да одговараат. Мајке Филип, 38 празни полиња, што значи ке ми треба 38 женски имиња од ваша страна кои што завршуваат со ана. Доколку сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Како што реков, уште еднаш морам да ве потсетам, бараме женски имиња од најмалку 4 букви кои што завршуваат со ана, односно АНА. Ајде со едно убаво име, една убава личност, Андријана. Андријана, така реков? Андријана. Андријана. Така е. Адријана, без Н. Адријана. Така е. Бојана. 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 Така е. Билја. Билјана. Билјана. Точно. И Билјана со Л. Билјана. Така. Бобана. Бобана. Точно. Ведрана. Ведрана. Поздрав до Ведрана, колешка ми. Така е. Горана. Горана. Епа поздрав и до Горана, жената на Ненад водителот. И моја некогаша колешка. Борјана, кажавме? Борјана, не. Ајде, Борјана. Борјана. Борјана 214 во Македонија, точен одговор. Горјана. Горјана. Горјана 76 во Македонија, од чега поголема бројка. Гордана. Гордана. Така е. Дијана. Дијана. Така е. Јана. Извини. Јана. Јана. Така е.
Јована. Јована, како нашата колешка од истата телевизија, поздрав до незе. Здраво, Јован. Лана. Лана. Така е. Лилјана. Лилјана. Така е. Лилјана. Лилјана со Л. Да. Така е. Маријана. Маријана. Така е. Маријана. Маријана. Така е. Миријана. Миријана. Така е. И сега на голема статива. Миријана. 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 Да. Има. Ќе го проверам. Ќе 6 или 7 ги имате. Миријана, мајки Филип. Чекав дека ги има повеќе во Македонија, но вие убаво си знаевте, буквално статива, леле, пречка, статива све во едно, брат. Ама влезе во гол. Ама сепак, да, на крај бага застана позади гол линија. Ја број- 6, да. шест ги. 6 Миријана во Македонија, точен одговор. Добро, одиме понатаму. Ивана. Ивана. Вака. Така е, точен одговор. Илијана. Извини, Илијана. Илијана. Добро, ги има повеќе од 200, точен одговор. Ристана. Ристана. Така е. Јас имам другарка Ристина. Ке беше погрешен одговор. Петрана. Петрана. Петрана 46 само биле. Точен одговор. Уште колку? Па уште 13, ако не се лажам, ако добро бројам. Стојана. Стојана. Така е. Трајана. Трајана. Така е. Петрана, кажав на Петрана. Петрана, кажав на Петрана. Оксана, не ризикуваме. Кажи. Мислиш? Слободно. Не, знаеш? Слободно. Знаеш ли? Не го знам, ама кажи го. Кај по-руско е тоа не е. Ако. Оксана, сигурно? Мислиш ли? Ајде. Нешто друго. Ајде, бе. Оксана. Оксана, ајде. Ајде, да видиме Ќе Оксана. почнете да не притискате со време. Да, уште не, добро. 44 во Македонија, Оксана, точен одговор. Ајде, момци, да фатиме ритам сега. Аријана. Аријана. Аријана, да. Аријана. Аријана 150 во Македонија, точен одговор. Андријана. Без Ја. Андријана. Да, Андријана. Така е, Адриана, точен одговор. Потоа? Адријана. Адриана без Н. Да. Така, Адриана. Адриана. Само момент. Така и Адриана има. Да. Жана. Жана.
Така е. Живана. Живана. Така е. Кажавме Силвана. Силвана, мислам дека... Да, дај Силвана. Не мислам. Не кажам Силвана, не. Така е, точен одговор. Уште 4, ајде. Фана. Фана. ...93 Фани во Македонија, точен одговор. Уште 3. Дана. 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 Така е. Стана. Стана. Така е. И последното. Цана, сестри. Извини. Цана. Цана. Да, Цана. Цана. Голем поздрав до сестра Цана, ако гледа листа за 300 од гинекологија на клиника. Голем поздрав, ме дружеше месециве. Цана. Точен 36, ако не се лажам, така беше. Одговор баравме женски имиња што завршуваат со Ана, успешно завршена мисија за Мајки Филип, победуваат со 1-0, но и самите се свесни дека не смеат многу да се опуштат затоа што имаат опасни противници наспроти нив и може све за миг да се промени. Антонио и Горан, добро беше, можеби за нијанс уште некои име ќе ги фатевме на време, остануваш уште минутка две па да почнев да им правам тензија поголема да им бројам. Ке видим, имам уште една лицитација, знаете, сте биле во ваква ситуација, па сте излегували како победници, така да не очајуваме, фокусирано, сконцентрирано и продолжуваме понатаму. Но пред да продолжиме понатаму со нашата следна лицитација, да ги прочитам дел од оние женски имиња кои што завршуваат со Ана, а не ги кажавме. Имаме, сега ќе пробам јас да ги тука се знам како Драгана, Душана, Живана, Златана, Звездана, не знам дали кажавме, потоа Јулијана, како да Стефана, Стојана, кажавме Татјана, не кажавме, ако не се лажам, Цветана и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истото гласи. Фудбалери со најмногу постигнати голови на светските првенства. Бараме најмалку презимиња на фудбалери од цел свет, кои постигнале најмалку 5 голови на завршниците на светските фудбалски првенства. На оваа листа се наоѓаат малку повеќе од 60 фудбалери, од кои најголемиот дел ви се добро познати. Можеби оваа последна информација не требаше ни да ви ја прочитам воопшто, за да не ви правам дефокус на бројката, воопшто не е важна, ги има поише и од 60, така да не ја зимајте во предвид. Значи ги бараме оние фудбалери кои што постигнале најмногу голови на сите фудбалски првенства на кои што учествувале, на сите светски првенства, не на едно, туку на сите оние во кои што учествувале. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Фанови сме на спорт. Да, супер. Антони и Горан, дали не е јасна темата? Супер. Многу ме радува тоа. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Антонио и Горан. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип. Антонио и Горан, кога ќе имаме понуда да слушнеме? 1. 1. 37. 31. 32. 32. 34. 34. 35. 35. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 40 да закружиме. Округла 40. Нека одговарат. Да одговараат Антонио и Горан. Сега све во ваши раце. Имаме 40 празни полиња. Мајки Филип се реши да ви дадат вас шанса да одговарате. Баравме фудбалери со најмногу постигнати голови на светските првенства. Односно, најмалку 5 голови што имаат постигнато на истите. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Пеле. Пеле.
112 постигнати гола, дефинитивно на оваа листа и тоа помеѓу првите 10. Марадона. Марадона. Така е. Жис Фонтен. Жист Фонтен. За него што е интересно, има постигнато 13 гола и тоа сите на едно светско првенство во 1958 година. Браво! Точен одговор. Роналдо. Роналдо. Втор на оваа листа со 15 постигнати голови. Што значи точен одговор? Роналдиньо. Роналдиньо. Така е. Марио Кемпес. Марио Кемпес. Така е, шести точен одговор. Клосе. Клосен. Така е. Не е баш ова така едноставно, треба концентрација малце. Да, некако не сте би сконцентрирани денеска денем, да? Добро, добро, не мислијам малце. Пополека. Викам, слободно размислете, дури подобри да влеземе во шема. Герт Милер. Герт Милер, така е, точен одговор. Зидан. Зидан. Легендата Зинедин Зидан. Како беше, ми песна за него напишано, пролази дан, пролази ноќ. Така е. Гари Линекер. Линекер. Така е. Линекер. Олег Саленко. Олег Саленко. Така е. Мишел Платини. Мишел Платини. Така е. Бутрагењо. Емилио Бутрагењо. Така е, точен одговор. Лео Меси. Меси. Со 13 постигнати гола на светските првенства е помеѓу оние најдобри 10. Стоичков. Стоичков. Христо Стоичков. И исто така се наоѓа на оваа листа. Што значи 15-ти точен одговор? Кавани. Уругвај. Едисон Кавани. Едисон Кавани со точно 5 постигнати гола се наоѓа на оваа листа и е точен одговор. Видиме Зико. Зико. Така е, Зико, точен одговор, но почува да не притиска времето, мораме малце побрзо. Добро. Гаринчо. Гаринча. Само
Така е, Гаринча. Точен одговор, да. Така е. Батистута. Батистута. Габриел Батистута. Исто така се наоѓа нова листа. Што значи 19 точен одговор? Јохан Кројф. Многу ми е жал, но има само 3 гола постигнато на светските првенства. Многу ми е криво, имаше и други звучи, ми ме слушам после тоа, да, некои ги погодувавте, звучење некои... тој, Да, звучењето точно така, реално зборено. Добро одиграно, доста надававме, да, мене искрено да не ми беше табличево тука, немаше ни 3 одговора точни да ги кажам, не ми е ова некоја посилна тема. Мајки Филип, на вас како ви беше темава, ви текнуште некој играч вака сега да... Сигурно има, ама има и многу нагазни мини кај што може. Не Точно слушнав така. кој го кажа што сгреши? Како кажавме последниот? Кројф го реков јас. Кројф. Да. Последен, да. Ти само 3 гола има постигнато, да. Кристијано Роналдо. Така е, бака, еве ќе ги прочитам. Зебио, Ромарио, Ривалдо, За да не ве, да не ве замара. Фернандо Торес. Ете, така. Точно така. Антонио и Горан, кога започнавме, прво, многу ми е криво што вака заврши денешното издание. Супер бевме, се понадевав барем на пенали дека ќе спугаме работата, но тоа е што е. Но изненадувањето беше дека ова е пето и последно учество во овој циклус на вашите противници, да, што значи со Wild карта продолжуваме понатаму, ќе се гледаме и во следното издание на нашиот квиз. И мене ми представува огромна чест и задоволство, мора да признам, зашто знам дека ова не е вистинското светло, таман очигледно ви треба малце да се загрееме и знам дека ќе биде друго веќе од следниот пат. Од една страна, многу ми е жал, од друга страна, честитки. Се гледаме во следното издание на Листа за 300. А Мајки Филип, на вас честитки за денешната освоена победа. Си одиме со стил, завршуваме со стил оваа сезона. Ке имаме шанса за уште една парична награда. Многу ме интересира дали ќе успееме да стигнеме до над 4 цифрена бројка што збореше Мајк. Не ми остана ништо друго, освен да ве повикам тука на главната сцена и да видиме што ќе направите. Но пред да ги повикам, Мајки и Филип да ми се придружат на главната сцена, да ги прочитаме дел од оние фудбалери со најмногу постигнати голови на светските првенства. Прв на оваа листа Мирослав Клозе 16, потоа Роналдо 15, Герт Миле 14, Жист Фонтен 13, Лео Меси 13, Пеле 12, Килијан Мбапе 12, Шандор Кочиш 11, Јирген Клинсман 11. Потоа ги имаме оние со помалце голови, тука се Арјен Робен, Бебето, Вава, потоа Денис Беркам, Диего Фурлан, Еузебио, Жерзињо, потоа Иван Перишик, Јохан Нескенс, Карл Хајнц Румениге, Кристијан Виери, Кристијан Роналдо, Марио Кемпес, Марио Манџукиќ, Паоло Роси, Раул и така натаму, ги има многу повеќе од 100 на оваа листа. Драги гледачи, ако сакате да видите во продолжение што ќе направат Мајки и Филип, останете со нас затоа што се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип повторно ми се приклучија по 5-ти пат на главната сцена и повторно по 5-ти пат ќе ги соочиме со денешната тема од нашата листа. До сега имаат 3-1 ученок, така ќе му дојде 3 изданија, успеваат да се заминат со парична награда. За жал, едно од тие киксна, мала грешка и парите отидоа во неповрат. Односно ги вративме во следната емисија. Тоа е дел од играта. Така е, точно така. Денески имаме шанса за поправен, рековте уште на Мајк се рече ствари уште на самиот старт дека цел му е само да стигне до 4 цифри као парична награда, мислам доколку е возможно, не дека доен со таа намера сега. Спиеше ли вечер? Мислеше на тоа цело време? Како да стигнеш до... Не спиев, пошто учев, се спревам. Да, браво, ми се стига ова. Филип, Мајк, има многу интересна тема, искрено се надевам дека ќе стигнете. Колку ни фалат уште 250 евра, значи мораме да атакуваме на главната награда 300 евра, ако сакаме да оствариме целта од 4 цифрена награда. Искрено се надевам дека ќе успеете во тоа, но пред да започнем и да ви ја кажам, нели, темата,
да протрчаме на брзина низ нашата листа. 15 празни полиња, кои што ако ги исполниме со точни одговори, знаете, ја добивате онаа максимална сума во меѓувреме. За 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си одите од тука со 300 евра. Како што и самите кажаа, драги гледачи, досега имаат освоено еднаш 300 евра, еднаш 150 и уште еднаш потоа 300 евра за севкупна награда од 750. Денеска максималниот учинок кој што можат севкупно да го имаат е 1050 евра. Баш ме интересира дали ќе успеат да го остварат. А за да го остварат, треба да им ја кажам и денешната тема. Имаме доста интересна тема, затоа убаво слушајте и вие, а и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема дела на Горан Стефановски и Дејан Дуковски. Бараме називи на драми од нашите писатели Горан Стефановски и Дејан Дуковски. Се признаваат и напишани сценарија за играни филмови или театарски представи. Морам да ви напоменам дека не се признаваат за детски емисии, документарни филмови и Бушава азбука исто има напишано. Да, така е, но за жалете, тие не ги признаваме. Ги признаваме оние театарски представи, играни филмови, филмувани серии и така натаму. Кога ќе бидете подготвени? Почнеме со неговото прво дело кое како шок додека нас, бидејќи не бевме навикнати на модернизмот, Јане Задрогас. Така е, Јане Задрогас. Тоа е драма за оние кои што не знаат, од Горан Стефановски, дело негово и е точен одговор. Диво месо. Диво месо. Почнеме со постарите. Дупло дно. Така е, диво месо. Дупло дно. Дупло дно. Дупло дно, доколку дупло дно се испостави за точен одговор, како ми се насмеа под Бркче и Мајки Филип, како ако се испостави, знаа дека е сигурен овој одговор. Дупло дно за 50 евра е и точен одговор. Честитки. Опа, сега се вкупната сума 800. Уште 200 ни фалат. Сега едно дело, тоа е и драма и филм има по него напишано, Hi-Fi. Така, Hi-Fi. Реченица од High Fidelity. Така е. Буре Барото, мислам, нема така Дуковски. Чекај, да идеме полека. Да, поред. Да, така е, така е. Ја идам по Hi-Fi. по годините. Четврти точен одговор, уште едно дело на Горан Стефановски. Да, Сараево, Сараево. исто е на Горан Стефановски. Така е. Точно. Чернодрински се враќа дома. Чернодрински се враќа дома. За 100 евра. Чернодрински се враќа дома за 100 евра. Диего се врати 100 евра. Сега е вас. Честитки. Имаме сега 900. Да, едночинки се признаваат исто, така? Колку што... Не, извини. Еве, што туку ми сугерира дека не. Едночинки не се признаваат. Гоце му беше едночинка. Чекај се да размислам, кој имаше Полека. од филмови има значи може и филмови сценарија така? Да. Напишан, да. Па го има напишано Горан Стефановски за Тумба Дивина. Тумба Дивина. Тумба Дивина. Тумба Дивина. Така и почнеме филмот Тумба Дивина, да. Браво. Со воз кога се враќа Јовановски. Си го гледала? Со села, да. Да, супер. Многу стар филм. Така е. Тумба Дивина, точен одговор, седми. После, кога сме кај... Ај, потпоновија Демонот од Дебармало. Демонот од Дебармало. Во Дебармало, за оние кои што не знаат, се наоѓа нели негов споменик како седи на ступа. Споменик и мурал. И мурал, така е. Само момент, Демонот од Дебармало. Осми точен одговор за Мајки Филип. Овој, кога сме кај филмови, Томе од бензинската пумпа. Томе од бензинската пумпа. Исто постар филм. За љубовта на Томе. Така. Томе од бензинската пумпа со 150 евра се враќа. Така е, честитки. Севкупно од 950, така му доаѓа. Да. Ако ги Не. освоиме овие, чекај. Да, кога ги освоиме и овие, така. Ајде, се поблиску сме. Само полека, да. До Балчак исто мислам, он го пишуваше. Сигурен, јас ако го знаеш, ти кажеш. Буре Барут и
Баханали имаше дело. То сум сигурен за Баханали. Добро, кажи. Баханали, Ми се добаѓа ова со тоа што најмалце сигурни сте баханали, со тоа идеме да Не, видиме. со тоа сум 100% сигурен. Така, ја по Баханали е погрешно дело сватив. на Горан Стефановски, Така, да. точно така, ја по погрешно да сватив. да. Баханали дело од Горан Стефановски, 10 точен одговор. Буре барут? Буре барут. Сега се селиме кај Ден Дуковски. Да, едно негово дело. Да. И Така е. кажа ми друго. 200 евра. До Балчак, да. Тоа мислам да го има филмот. Чекай да ми текне нешто друго. Пазете за 200 евра. Нема што да пазите, ајде. Храбро само. До Балчак. До Балчак. Ама не мислев на тоа да не пазите. Идем. Храбро. Сигурни се, да, храбро. Така бела дека храброста ги дека среќата ги прати храбрите. Па, така е до Балчак за 200 евра. Еве ти, Филип. Те не може Јас човек пред повеќе време да ме гледам пофали. што е колегата Добро. повеќе. Битно си ги имате улогите, кога треба ти, кога треба он. Видно е да дојдеме до максималната сума. Честитки. И 200 евра се ваши, сега бидете внимателни. Има уште 2-3 дела од Дуковски кои што се ултра познати, само да не ви правам. И од Горан Стефановски исто така. Срекна нова 49-та, мислам да го режираше. Да срекна нова. Ама режија или сценарij? Сценарij имаше да пише. Не, тоест не. Не, ајде има вака. Има нешто со како да ви кажам, со безобразни зборови и со тој кога некој почнал нешто. Дали ви текнува? Ама мој Да. Еве, сега ја повлековме работа, сега се повлекувам јас тотално, имате од мене едно, смислете ги уште две, за до 300 евра, за да не ме карат, се надевам дека ќе ги смислите, а јас ќе гледам од подалеку за да не се истресам нешто. Сигурно ти рече не е баш татуирање, не е името така. Не, татуирање да, не е. Знам дека ќе ви биде криво после кога ќе ви кажам, само од таа причина ме форсирам да размислите и да, ако ви текне. Ај, вака е супер, 950 евра, криво ми е само за на Мајк. И што тоа? Желбата, Чекај, може ќе... да, може ќе текне, чекај. Имаме уште реално 2 минути да размислиме и да се одјавиме и среда направиме. Не, многу ми е криво. Еј, од една страна ми е криво, од друга страна многу ми е мерак. Нема што кривото. Што Не. ми бевте? Две знаеме, ама... Да, знаемте многу, ајде, размислете. Морам и да бројам сега. Ајде, 10 да, секунди да размислите и затоа што мораме веќе да се одјавиме, ќе не карат колегите им влегуваме во термин. Она варделски пастови негове, на Дуковски. Ајде да ги земеме парите за случајно да не ги изгубиме. Ајде, толку, да. Убава сума е, да, извинете, не сакам да ја Да. форсирам. Мајк, честитки, одлични 5 гостувања, надпреварувања, како сакате, во листа за 300. Многу ми е криво ете што за 50 евра не успеавме да стигнеме до онаа, нели, 4 цифрена Задоволни бројка. Не за друго, затоа што многу добро ги познавате и делава кои што ќе ви ги прочитам, мислам барем сте ги слушнали ако ништо друго. Еве вака, ќе почнеме со делата на Дејан Дуковски. Тука ги имаме Буре барут, Балканот не е мртов, ММЕ, преска ги кажа Филип кој прв почна, Празен град и Светло сиво. Од Горан Стефановски ги имаме Баханали, Демоното Дебармало, Дивомесо, Дуплодно, XU, Јане Задрога, Сказа Балкан, Кула Вавилонска, Летво место, Лонг плей, Огнени јазици, Сараево, Тетовирани души, Хај-фај, Црна дупка, Чернодрински се враќа дома. И сценариот ТВ драми и филмови, тука ги имаме до Балчак, сослушувањето на железничарот, Томе од бензинската пумпа и Тумба Дивина. Верам дека ви текна сега кога ги прочитав, ама Нема баш. одлични бевте, бе. Одлични бевте, на мое огромно задоволство имавме супер дружења, супер надпреварување и супер парична награда на крај освоена. Момци, ве чекам во следната сезона, повторно да се дружиме во листа за 300. Драги гледачи, тука некаде дојдовме до самиот крај на денешното издание на листа за 300.
Не ми останува ништо друго, освен да ви посекам да ми останете во добро здравје, да останете со програмата на телевизија Сител и секако да го чекате следното издание на нашиот квиз. Тогаш домаќини ќе ни бидат Антонио и Горан. Баш ме интересира како ќе истера целата работа. До тогаш, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!